Во рамки на програмата за одбележување на 11 ноември, денот на ослободување на Куманово, свечено бе отворени вториот саем за малостопанство и сувенирница, а беа доделени и субвенции на представници на стари традиционални занаети. Настанот е во организација на регионалната занаечиска комора и Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија од Куманово, со финансиска подршка на општина Куманово. Градската сувенирница се наоѓа во склоп на занаечискиот дом, представувајќи символ на посветеност во промовирање на занаечиството и туризмот во Куманово. Трета година го баравме просторот и отварање на сувенирница на нашиот град со автентични производи од нашата култура и традиција, без обврска кои се занаечиите, колку придонесуваат за занаицата, и успеавме со нашиот градоначалник господин Максим Димитриевски да го реализираме тоа. Мислам дека секоја наше барање кон локалната самоуправа влијаеше и во националните институции, затоа јас гордо стојам пред вас и ова наш пример, како што беа субвенционирањето на старите занаети, исто така ќе го прикажеме во национално ниво и ќе отвараме во секој град со регионалните занаечиски комори вакви сувенирници. На нас не е потребно да ја чуваме културата, традицијата, зашто старите занаети нешто што покажуваат одредена култура и традиција, но и ни го чуваат и идентитетот наш, и затоа ние сме горди денеска во Куманово што еве отвараме сувенирница. Нема да престанеме тука, ние ќе бараме уште поволности од локална самоуправа. Верувам дека градоначалникот секогаш не излегува во пресрет и пак ќе не излезе во пресрет за секој наше барање. Субвенцијата ќе оди за 10 стари занаети. Мислам дека се избрани по сите регулативи и законот, и денеска ќе ги видите тука, ќе ги представиме и ќе ги доделиме чекчиња, каде што потоа ќе им врачиме и ќе им ги врачиме наградите и субвенцијата. Значи, битно е да ги почитуваме, да се чувствуваат рамноправни во нашето општество, бидејќи беа маргинализирани старите занаети, додека локалните власти и националните власти не го разбраа тоа дека старите занаети навистина ни ја покажуваат културата и традициите. Општина Куманово ги поддржувала и ќе продолжи да ги поддржува занаечиите. Во оваа прилика сакам да истакнам голема благодарност на регионалната занаечиска комора, сите занаечи во општина Куманово, во североисточниот плански регион, на Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија во градот. Како што знаете, дававме финансиска помош и ќе продолжиме да ја даваме, можеби таа е символична, но многу значи. Со ова денеска отварањето на првата сувенирница во градот ќе се заштити и традицијата и културата, но и граѓаните на општина Куманово и сите гости во Куманово ќе имаат каде да купат автентичен производ и сувенир во нашиот град, и со тоа и нашата култура и традиција да се шири пошироко од овие простори. Дефинитивно, ние како локална самоуправа планираме да отвориме и дискусија во рамки на ЗЕЛС, каде што би поразговарале во делот на измени на законските нормативи во државата, каде би можеле да дадеме поголемо значење на занаечиите генерално во нашата држава, бидејќи сметаме дека тие се основната нишка и развој на стопанството во државата. Современата индустриализација води во друга насока, но сепак без занаечиството не би постојала истата. И уште еднаш посакувам среќа и успех токму на оваа локација, занаечиски дом Куманово, значи регионалната занаечиска комора, нашите занаечи во Куманово ќе добијат една нова сувенирница таму кај што им е место, бидејќи овој објект кај што сме ние денеска, иако е собственост на општина Куманово, е изграден по иницијатива и со финансиска подршка на занаечиите за нашата општина. Целта на саемот е обезбедување подршка за старите занаети преку субвенционирање од страна на општината, кои представуваат културно-историско наследство, како и да се промовираат мали и средни предпријатија на локално ниво.
Ова е можност за вмрежување и соработка со други предприемачи и институции, како и размена на идеи за развој на стопанството.